Минатиот пат, оние кои што беа, зборувавме за тоа колку овој свет, ова живење станува се погнасно и гнасно во очите на Бога. За гнасотиите, за она од кое што Бог се гнаси. И спомнавме тука редица на стихови, да не се повторуваме. Како ние во еден таков гнасен свет да се одржиме чисти? Како ние да ја одржиме верата? Како ние да истраеме? А станува се пожешко и пожешко. Сега алудирам на онаа претходната тема. И во семејството наши, и во општеството наше, и пошироко. Како? Еве ќе се обидиме денеска преку праведниот Ное, на некој начин, и да опфатиме можеби еден аспект исто од оправдувањето со вера, но и да одговориме на тоа прашање. Како да се одржиме? Како Ное се одржал во предпотопниот свет? Кој што бил навистина многу злобен. Ајде да се подсетиме, Битие 6:17. До таму дошла работата, да Господ, кој што е љубов, морал да размислува и да каже, мора да се решам од луѓето, кои што толку многу ги сакам. Колку е тоа тешко самото по себе, замислите си. Ставете се на негово место, ако можеме воопшто да се ставиме. 6:17. Битие. Еве, јас ке пуштам потоп води на земјата, за да загине секој суштество под небото. Се во што има животен дух, се на земјата треба да загине. Страшно. Зошто? Петиот стих вели, Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. Ова е тешко да се помисли, драги браќи и сестри. Секогаш во секој миг секоја човекова мисла е зла. Неверојатно до каде паднал светот и кон што се стреми и оди денешниот свет. И не само тоа, знаете, се потекнува од мислите. И ако мислите ти се зли, тогаш ќе имате зла на претек околу вас. 11 стих што вели? Во Божите очи земјата беше се расипала, земјата се наполни со насилства. Може само да замислиме што се случувало на земјата тогаш. Убиства, колежи, силувања, што ти се не? Еве, може би, некоја слика ни дава и патриарси и пророци на 92 оригинална или 74 од македонскиот превод. Вели, меѓутоа човекот по паѓањето во грев се раководел од своите грешни страсти и желби и поради тоа брзо се ширило беззаконието, расипаноста и бедата. Сеќавате од неодамна кој зборувавме, нели, тоа мешање на бракови меѓу Божите синови и човечките керки. Тоа само еден аспект. Меѓутоа, тоа имало се и сешто, затоа што човекот се водел по своите страсти и желби. Еве, денеска често пати пак е повторно, затоа што навистина сме заокупирани со тоа. Правата на овие, правата на оние, сите бараат права. Уствари, што бараат? Бараат да си живеат по своите страсти, по своите желби. И тоа за чудо, или не за чудо, затоа што ние знаеме, добро ни е познато кој што оди светот, се озаконува со закони државни. Кога? Тогаш и кај нас ке дојде. Продолжуваме со цитатот. Не се почитувала ниту брачната врска, ниту правото на својина. Немате вие свое, ке дојдат и ке ви го грабнат, кој што сака ке ви земе. Тоа е состојбата пред потопот. Секој што би ја посакал жената или имотот на својот ближен, би го отимал тоа насилно, и видите, и луѓето вели триумфирале, триумфално го правиле тоа, значи се радувале, тоа било за нив нешто, не знам што, значајно, а не да се срама, да ме нели кршат закон, прават насилство, триумфирале во своите насилнички постапки и постапки на сквернавање. Замислете, се насладувале убивајќи ги животните, а употребата на месо како храна ги правила уште посвирепи и покрволочни, и ова исто там тема самата по себе, додека еден ден не станале чудовидувачки, равнодушни и кон човековиот живот. Па нели е тоа време денеска?
се убиваат, како да убиваат, не знам, како да газат на мравки, на кој што ете, нели, случајно ќе сгазнете и. Ништо не вреди човечкиот живот веќе. Значи, станале чудонедувачки рамнодушни кон човечкиот живот. За разлика од тоа, ние треба да се грижиме за човечкиот живот. Треба да се грижиме не само за човечкиот живот како живот, туку и за спасението на живите човечки суштества. Како Ное во сето тоа се справил и издржал. Во Лука, ако читаме, познати се тие стихови, да не отвараме 17 глава, 26 стих, вели како што беше во времето на Ное, така и што? Така и ќе биде на крајот на времето. И подолу таму вика како што беше во времето на Лот, така ќе биде и на крајот на времето. Што значи? Сега да не зборуваме за злата, спомнавме само една мала слика, дочаравме на некој начин. Ако злото паралелно со тогашниот свет ќе се преслика и во денешниот, и веќе го гледаме тоа, и одиме кон уште поголеми зла, тогаш дали изгледа логично дека и праведноста, верата на Ное се отсликува на народот кој што живее во последното време. Народот во последното време би требало да има верата на Ное. И да се справи со светот во кој што живее како што Ное се справил. Затоа денес ќе имаме за цел да видиме една кратка Ноева биографија низ неколку стиха од Библијата. Тоа ми е целта. За да видиме како тој се справил. Прво живеал 950 години, и тоа самото по себе е нешто што тешко можемо да го разбереме. 950 години. И ако рачунате тамо, ако читате низ тоа родословијата и годините, ќе сватите дека негде, кога бил средовечен, да кажеме така, околу 480 години кога имал, тогаш му дошла веста од Бога, нели, да почне со проповедање на веста, кој што нели траела 120 години, нели, на 600-та година од неговиот живот, дошол потопот. Па по таа логика, од негде 480 години, па понатаму, значи му доаѓа веста. Интересни се ликовите кои што се негови предци. Кој е неговиот татко? Ламех. Неговиот дедо, човекот кој што најдолго живеел, 969. Матусал. Неговиот прадедо е исто многу битен. Енох. Ќе го спомнам и него, затоа што е и текако во контекст на народот кој што живее во последното време, на Божиот народ. И сега среде сето тоа зло, 8-миот стих ни кажува, значи нели, Господ кажува тука, во што западнал светот, вели, но, but на англиски, Ное најде, што? Благодат во Господовите очи. Гледате дека и Ное се спасил по милост, се спасил со некои, не знам какви заслуги своји. Ное најде благодат, значи не он и неговото семејство заслужија, па, пошто изградија арка, не знам што, и се спасија. Не. Тој најде благодат во Господовите очи. И окей, сега ќе видиме и карактерот каков му бил и како тоа го достигнал. Значи, благодат најде. И веле 9 стих, понатаму продолжува со описот. Еве го Ноевото родословие. Веле, Ное беше праведен и непорочен човек во свое време. Застанете малко и размислете. Во кое време? Читавме какво било времето во кое што живеел Ное. Во свое време Ное бил праведен и непорочен. Среди сите тие зла, насилства, нечисти мисли кај луѓето постојано. И вие треба да останете со чисти мисли, потполно. Праведни и непорочни. Го може ли тоа некој сам? Го можеме ли ние сами тоа во времето во кое што живееме? Невозможно е, како што зборувавме пукат. Невозможно. Нема некој да ви испровоцира, пошто, нели, како луѓе, такви сме, се провоцираме многу лесно од ситници, а да бидеме искрени. Од најобични ситници, да не спомнувам тука во црквата, не знам. Нешто било вака наместено, или не знам, или разместено, па не знам што, па не по моја, или било. Не, сега да не свати некој погрешно, чисто онака. Значи, од најмали ситници ќе се испровоцираме и понатака да не зборуваме. Гнев, расправи, па не знам што, докаде може да стигнеме.
А среде вакво обкружување. Како можел Ное? Секако не сам. И сега пазите, праведен, непорочен. На што ве асоцира ова? Праведен, непорочен. Ное во своето време. Дали ве асоцира на некој стих од Новиот Завет? И поточно во Откровение? Кој е народот што ќе живее во последното време? И кој е народот што како Ное ќе помене низ неволите? Пазите, Ное помена со своето семејство низ неволите. И триумфираше. Мислам, беше спасен. 14 глава Откровение. 144.000. Па исти опис имаме за 144.000. Затоа е многу битно да видиме и да се поучиме од Ноевиот пример. Што вели? 4 и 5 стих од 14 глава Откровение. Тоа се оние кои не се осквернија со жени. Во преносна смисла, нели? Имено тоа се девственици. Тие одат по јагнето каде и да оди. Ева ќе го видиме. Во еден клучен момент за Ное, во описот на Ное, и дека Ное одеше со Бога. Така запишено. Ное одеше со Бога. Како и извештува за Енох. Што прават 144.000? Го следат јагнето каде и да оди. Тоа со други збори што значи? Одат со Бога. Тие се откупени меѓу луѓето, како првенци на Бога и на јагнето. Лага не се најде во нивните уста, тие се непорочни. Сличен, ако не е ист, опис на 144.000. Божиот народ во последното време. И да забележиме. Да, Ное нашол благодат кај Господа. Имаме опис на неговиот карактер. И доаѓа неволјата. Неволјата, вели Елен Вајд, само ќе го открие нашиот карактер. Не може да го зацврсти, да го создаде нашиот карактер. Така да, браќа и сестри, времето кое што ни се нуди е драгоцено, за да ние се подготвиме за неволјата која што доаѓа. Не можеме ние тогаш да го градиме карактер. 5 луди, 5 мудри, сетте се на тоа. Маслото им недостасало, па и чека ќе земеме од другите, не може. Карактерот секој сам за себе го гради. 7 глава, 1 стих, понатаму одиме со опис. Ова е уште многу дури по-јасен, по-силен речник. Тогаш Господ рече на Ное: влезете, ти и сето твое семејство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред мене во ова време, повторно, во ова време, единствено ти си праведен. Неверојатно. Ако читаме во родословијата, Ламех, неговиот татко, имал и други синови и керки, нели? Сега да, во ред, некои од нив може би починале пред потопот, па и ќе бидат спасени. Меѓутоа, очигледно е дека многу од неговото семејство може би не биле спасени. Не знаеме ние сега колку керки, колку синови. Единствено ти, вика. Па 144.000 ќе бидат единствени, што живи, нели, ќе го дочекаат, ќе поминат низ. Не навлегувам во тоа дали тоа е дословен или тоа е веќе друга тема. Тој број. Видете еден друг цитат од Патриарси пророци. Среде се поголемата изопаченост, како што, нели, ова одговара на нашето време. Ја заборив да спомнам, меѓутоа, ајде, пред цитатот ќе ги спомнеме стиховите од второ послание до Тимотеј, кој што е уште појасен речник за нас, за да сватиме, на нас не е јасно, меѓутоа, сепак да потенцираме кој е времето во кое што живееме. Второ послание до Тимотеј, 3 глава. Ова знае го дека во последните денови ќе настанат тешки времења. Зошто? Зошто луѓето ќе бидат само живи. Одговарава? Одговара, и како, 100%. Сребролюбци, видите како одговара, 200%. Самофалци, видите како, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, безприродна љубов. Ова е интересен израз, мислам, безприродна љубов, така некако мене ми доаѓа глуми пред тебе, мислам. Те сака, не знам, ова, не знам, се лигави, да не кажем така, под наводници. Ама тоа не е природно, че тоа е исилено, со сила.
безприродна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, да не зборуваме за тоа исто, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, отколку боголюбиви и кои што имаат изглед на побожност, а од силата на Бога се одрекли. Еве опис. Вели, среде се поголемата изопаченост. И сега внимавате, Матусал, Ное и многу други се труделе да го сочуваат знаењето за вистинскиот Бог и да го задржат поројот на моралното опаѓање и на злото. Господ не има нас, и некојаш може би си придаваме големо значење на тоа. Да, факт е, според ова што го читаме овде, дека Божиот народ, праведниот народ, праведниците, на некој начин го задржуваат поројот на сето зло и изопаченост. Тоа го правиле Ное, Матусал и другите, се труделе, значи работеле, да го сочуваат знаењето за вистинскиот Бог и да го задржат поројот на моралното опаѓање на злото. Колку ли им било тешко, може да замислите, среде таков опак народ и такви насилства. Неверојатно. Ние ништо не можеме да кажеме за денешното време кое што живееме, се уште такво какво што е. Какво ли ќе биде и колку ќе биде тешко да работиме. Да го оправдаме и одбраниме Божиот карактер. Да останеме верни до крај. Тоа се сами секако дека не го можеме. И еве го спомнав тука Матусал. Интересно е. Таткото на Ное, Ламех, живеел 777 години. Умрел 5 години пред својот татко. Изгледа првиот случај со природна смрт, каде што таткото ќе умре пред синот ќе умре пред таткото. Матусал живеел до годината на самиот потоп, затоа што така требало, и тоа и значи неговото име во превод. Ке се случи кога така некако беше, не ми факте за збор, сега треба да пробам. Значи кога ќе се случи во годината. И еве спомнате Матусал заедно со Ное. Може да замислите, Ное бил поучуван лично од Матусал, кој што пак е син на Енох, имал што да научи, затоа што неговиот татко, што вика словото, Господ го зеде. Енох одеше еднакво и Господ го зеде. Да не забравиме, мислам дека следната сабота малку повеќе за тоа ќе стане збор, затоа што намеравам да продолжам со темата, не забравиме дека тука негде била и Едемската градина се уште до потопот. Јасно сведоштво за тоа што луѓето изгубиле заради непослушноста и што би можеле да повратат назад, ако му се послушни на Господа, се разбира. Сега, битно е, изразот Ное одеше со Бога. Тоа не го прочитав, мислам, меѓу тоа. Да, во 9 стих и го прочитавме, но да го прочитаме пак 9 стих во 6 глава. Ное беше праведен и непорочен човек во своје време. Ное одеше со Бога. И ова, кога го читаме, веднаш мислите не водат кон Енох. Извештајот за него е исти. И Енох одеше со Бога. Сега, што можеме да се поучиме? Оно што Ное го постигнал, не сам, се разбира. Клучното за тоа што бил и верен и непорочен и така натаму е ова, што одеше еднакво со Бога. Дали одиме еднакво со Бога? Колку време поминуваме во проучување на Библијата, колку време поминуваме во гледање на турски серии или ред други активности и работи? Е прашање. И како можеме да се надеваме да обстанеме во времето во кое што доаѓа ако не одиме со Бога? И ова, и Ное и Енох се слика за Божиот народ во последното време. Зошто? 144.000 дали ќе окусат смрт? Не.
144 ќе бидат живи земени. Живи земени. Тоа е теорија за разговори, муавет. Тоа е ваша теорија, ќе кажам. Во ред. Друга тема. Живи ќе бидат земени. 144 во Откровение 14 глава вели, живи ќе бидат земени. Енох жив беше земен од земјата. Не окуси смрт. Затоа е пример за нас. Енох ходеше со Бога. Ное помина низ неволите и беше спасен од потопот. 144 и што? Ќе бидат земени негде на страна како што некои веруваат, па ќе се случуваат неволите, така ќе бидат заштитени или ќе поминат низ неволите и ќе имаат заштита Божја, како што Ное имаше. Ќе поминат низ неволите. Еве зашто и Енох и Ное се слика за народот во последно време. А и двајцата имаат исти извештај за нив. Енох ходеше со Бога, Ное одеше со Бога. 144.000 го следат јагнето каде и да оди. Одат со Бога. Затоа е битно да видиме како Ное успеа. И интересно, дури кога ги споредуваме Енох и Ное, и двајцата одеа со Бога, затоа што разликата е негде околу 500 години меѓу нив двајцата. Може да кажем дека на Ное уште потешко му било. Во времето на Енох и како имало зла. Меѓутоа, Ное живее баш до крајот, значи кога Господ едноставно ќе се покае, како што вели таму стихот, што го создал човечкиот род и ќе пушти потоп. Значи, зла над злата, насилство, како што читавме. Но и Енох и Ное одеа со Бога. Читаме во уште еден цитат од Патриарси и пророци. Погледнете и слушнете го ова. Среде сето беззаконие. Вели, но Ное стоел како карпа среде луња. Која вера ќе ни биде потребна за да стоиме како карпа цврсти среде луѓе? Тоа е единствено можно ако сме на темелот на карпата. Па со тоа што ние сме во Христа и Христос во нас, и ние имаме цврстина, и сме цврсти дел од таа карпа, да кажам така. Ное е стоел како карпа среде луња, обкружен со сеопшт презир и со исмевање. Затоа малку следната сабота. Што преживеал Ное и каков бил народот, колку све групи имало, каков бил народот околу него, безбожниот, каков ќе биде народот, на што ќе бидеме изложени ние како верници во последно време на исмевање и така натаму, ќе не прават луди, но е бил луд за светот. Обкружен со сеопшт презир и со исмевање се истакнал со својата честност и непоколебливост во верата. Цврст, непоколеблив, постојан. Неговите зборови ги придружувала некаква сила, че проповедал 120 години, една иста порака. Влезете во коработ, ако сакате да се спасите, доаѓа потоп. Зошто тоа бил Божи глас, упатен до луѓето преку неговиот слуга, неговата поврзаност со Бога, му давала бесконечна моќ и сила. Еве, клучното што е. Што е одењето со Бога? Поврзаноста со Бога. Тоа ќе ти даде сила, тоа ќе те засили. Ќе имаш цврстина, ќе имаш постојаност. И вели моќ и сила за сето време од 120 години, значи се до самиот потоп. Читаме понатаму 6 глава, Битие 22 стих. Што вели овој стих? Исто многу битен момент. Еве, нели, спомнавме дека најде благодат кај Господа. Ја спомнуваме неговата вера, цврстина. Што вели овој стих? Ное направи така се, како што му заповеда Бог. Така стори. Дори два пати. Ное направи така се, како што му кажа Бог, така стори. Во се послушен на Божито Слово. 7 глава, сличен опис, 7 глава, стих 5. Ное направи се како што му нареди Господ.
Не 99, 95 или не знам колко, 50. Се. Кој човек го може ова без Господа? Не може. Не можеме ние се. И не можеме и толку. Денеска, ќе држам, ама утре готово. Веќе сум паднал на тоа што вчера бев силен. Така да се изразам. Толку сме силни ние. Па и самиот Ное, со целиот вој опис што ви го прикажувам, па знаете што ќе се случи со него после потопот. Тоа не е сега муавет тема. 2 Петрово 2.5. Ајде сега малку во Новиот Завет. Ова е текст можеби кој што се уште го не држи во сеќавање, затоа што овие две посланија ги проучувавме минатото тромесечие. 2 Петрово послание 2.5. Што се вели овде за Ное? И ако не го поштеди стариот свет, туку го запази само Ное, проповедникот на правдата. Со уште 7 души кога наведе потоп врз безбожничкиот свет. Што проповедаше Ное? Вели проповедник на правдата. Што да не ги гледаше Ное, или им викаше чекајте сега, значи, ако направиш толку и толку, не знам, Аве Марија или било што, ќе влезеш во, заслужен си, ќе влезеш во арката или не. Оправдување со вера. Влезете во арката, тоа е спасението. Пазите, ние денеска како Божи народ, ние ја градиме таа арка, како што Ное ја градеше. Спасението беше само во арката, само во коработ. Во Христа е само спасението. Тој беше проповедник на правдата. И сега пазите интересна работа, ова мора да се истакне, затоа што често пати се соочуваме со размислувања, па и вчера исто така беше спомнато зашто црквата не е празна. Ное проповедаше една иста порака 120 години. Никој од нас не би имал прилика толку во нашиот животен век, затоа што не е толку долг да проповеда. Пред мноштво народ, пред колку што никој од нас не би можел да проповеда. И колку беше успешен Ное, така да кажем, многу малку ги речеме, нели сега според цифрата која што е спасена тогаш во моментот на потопот, иако веруваме дека и претходно мнозина се обратиле и спасили. Многу малку. Значи не треба да јадикуваме, да, тоа е, кога велиме зашто црквата ни е празна, тоа е голем знак прашање, ќе треба да се испитуваме. Меѓутоа, од друга страна, па не треба да паѓаме во очи и да јадикуваме, затоа што надвор се повеќе има и смевачи, се повеќе сластољупци, и богохулци, и вакви, и такви, на кои што таа порака едноставно не им одговара, не сакаат да ја слушаат. Што е толку чудно. Прашање на морал е. А луѓето не сакаат такво нешто. Раскалашано сакаат уживања под наводните. И така натаму, и така натаму. Па и Исус, ако го земе, па и Исус, па колку беше успешен Исус во своје време. Иако не треба да збораваме, позниот дожд, раниот дожд за кој што Јанин изборува, Петровите проповеди, колку ми нас се обратувале и така натаму. Не треба да забраваме за тоа свечено време кој што допрева ќе дојде. Но сакав само да кажам, да го потенцирам овој дел, дека не треба многу што да очајуваме. Ако може и живееме во време кога е навистина тешко да доведеш некого во црква. А вчера и братот Зоран убаво кажа дека најчисто проблемот е кај нас, колку ние го отсјајуваме Божиот карактер, за да може човек кога ќе дојде и да се задржи, и тоа е исто веќе една друга тема, нели, за која што и сме зборувале. 120 години Ное проповедал вистина за тогашното време. Која е вистината за сегашното време на Божјата црква? Кој што не треба да престанеме да ја проповедаме. Која е? Која е вистината за сегашното време? Треба сите како во хор да кажеме. Добро? Тоа е дел од оправдување со вера. Веста за оправдување со вера е дел од троангелската вест. Троангелската вест е вест за сегашно време. Прашањето кој што често пати го поставувам, зошто се поредко и поредко се слуша
и се проповеда таа вест, е големо прашање. Зошто се форсира и дури се подржава големата надеж, што е прилично мала, во споредба со големата борба? Оние кои што се во тек знаат, големата надеж е скратено издание на големата борба, кој што на широко се шири по земјата, низ целиот свет, и кој што е поддржан и од највисоките членови на црквата, и која што, ама баш ништо не содржи од тоа ангелската вест. Ништо. Доека се запоставува големата борба. Тоа е исто така прашање за размислување, но Ној не се мрднал, не се помрднал 120 години, цврсто стоел како карпа и проповедал све едно исто. Тоа е сегашната вест. А ние денеска, ма знаеш што, па треба да видиме малку, па како ќе го доведеме човекот, како ќе го спасиме, па не може ти да го спасиш. Господ е тој кој што го спасува. Меѓутоа, тебе ти дадена таа вест е за сегашно време. Како таа вест била за 20 век, ама за 21 век не е, па 21 век е после 20, не е пред. Колку што ја разбирам. Ние сме поблиско до Христовото дање, поблиско до неволите. Не сме подалеку. Вест која што предизвикала поларизирање, поделба на светот и во негово време, вест која што ќе предизвика поделба и во наше време. А ние се плашиме од поделби, затоа што целиот свет оди кон наводно единство. Сите треба да се почитуваме, да се толерираме, окей, единствени да бидеме. Па не е битно ти што веруваш, тој што верува, ама сите веруваме на исти Бог под наводници. И Аллах ли е, било која, се е тоа еден исти Бог. Да. И сега ти имаш вест која што треба да донесе поделба, Исус самиот вели, меч, донесува и во самото семејство. И сега некако таа порака штрчи. Па ти сугерираат, па ти викаат, па не знам, може тука има и закани за плашување, од кај да знам, на секој му е мил животот. Како што, и во општеството не се случуваат некои такви работи. Зверот е силен, затоа што стои јаволот за него, ама има и еден посилен. Зошто да се плашиме? Ако се боиме од Господа, зошто да се плашиме од се друго? Кој е посилен од Господ? Евреите 11 глава 7 стих привршуваме. Знам дека е станува жешко, ама уште пожешко и ќе биде. Евреите 11 глава 7 стих. Преку вера. Како? Како го направи сето тоа Ное? Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше. Еве што е верата. Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше, поттикнат од стравопочитување, бој се од Бога. Која вест е тоа? Приготви ковчег за спасение на својот дом, со неа го осуди, значи со верата го осуди светот и стана наследник на праведноста која што е според вера. Еве вија и пулката пак го кратко. Што правеше? Ова треба да забележиме. Ное веруваше, проповедаше, ама и што правеше? Живееше. Пред сите ја градеше арката 120, или не знам сега колку време се градал. Ако читате таму какво цврсто било тоа дрво од тоа време, тој гофер. Како камен, вели Елен Вајт. Со какви алатки, со што се правило, така да може би 120 години биле потребни, не знам, меѓутоа цело време чеканот удирал, секој удир на чекан вика беше сведоштво за луѓето. Значи, Ное не беше само тралалајки да кажува од проповедал, но туку и го живееше животот. Затоа што навистина се тралалајки ако не го живеете тоа што го зборувате. Што џабе? Елен Вајт вели нема да го осведочиме светот според тоа што го зборуваме, туку кога ќе видат дека го живееме тоа. Но цело време го гледаа како живее. Па ете и покрај тоа пак немаше некој успех, затоа што луѓето си сакаат тоа што си сакаат. Го кажавме веќе тоа. Но најголемо сведоштво е животот. Еве да читаме исто така многу силен цитат и тука ќе превршиме полека. Вели, додека Ное му ја објавувал на светот опомената, неговите дела сведочале за неговата искреност и вера секако. Замислете си во тоа време, пазите, само замислете си, време,
свет во кој што никогаш не е паднало капка од небото, не се знае што е дожд, Ноe им проповеда 120 години дека ќе има потоп и дека ако не влезат во арката нема да бидат спасени. И тоа го прави 120 години и прави арка на суво тамо некаде. Се спрема за неволјата. Која вера е тоа? Да, и лут и ненормален, и ваков, и таков, и научници тука, научни кругови расправаат, нема врска тоа, никогаш нема да биде. На тој начин неговата вера е усовршена. Што вели Јаков таму, кога зборува за верата? Вера без дела нели е мртва, кога вели, а преку делата, мојата вера, вика, беше усовршена. Која е таа вера без дела? Таа е мртва, нормално, тоа не е ни вера, сушност. Значи, на тој начин неговата вера е усовршена и станала очигледна. Како денеска ќе ги убедиме луѓето дека нашата вера е очигледна, дека ние чекаме второ Христово дање, дека чекаме дом таму, кој што Господ го припремна, ако ние, што знам, тука може да имаме 10 куки и станови или било што, или пример. Да не ме свати тука погрешно, значи. Си има се место свое. Значи, на светот со личен пример покажал дека тој навистина верува во она што го кажал Бог. И внимавајте сега, се што има вложил во градењето на ковчегот. Колку можеме ова да го разбереме, и ако го разбереме, колку можеме да го убрзаме Христовото дање, за кое што и Зоран вчера зборуваше. Се што има вложил во изградбата на ковчегот, драги браќи и сестри. Ова може би ми е лесно јас да го кажам, затоа што еден куп на луѓе живеат просечен живот повеќето во Македонија и едва преживуваат. Па сега што имам ја да вложам? Да, ама Господ од мене може нема да бара пари. Пазите, не дека со ова не сакам да кажам дека сега треба све да продадем и не знам тамо да одиме планина или било што. Може би некој од нас ќе добие таква вест, не знам, некојаш понатаму од Господа. Може би ќе го препознаеме времето, веројатно напоследокот, пред самиот крај. Но, ако јас немам пари, па може имам куп тамо книги во ќошот кои што фаќаат прашина. Или не знам, може би имам време на претек. И што правам? Па нешто си уживам, жешко е овие денови, кај ќе одам, што ќе правам? Седи дома, пушти клима, пушти филм некој, Facebook, интернет, она, што не ме фаќа погрешно, значи може и преку Facebook да сведочите, окей, секој има свој дар и талент, меѓутоа само да кажам, што, како да го разберем ова? Се што има вложил во градењето на ковчегот, се вложил во тоа, бе, луѓе. И ние сме адвентисти по 20, по 50 години, а дали е тоа што го вложуваме се во нашата вера, во правецот по кој што одиме, или луѓето гледаат нешто друго кај нас? Прашање за размислување. Тоа е Ное. Верен, непорочен, праведен. Извршил се што Господ му заповедал. Се вложил во тоа. Неговата вера била жива. Сите можеле да на очиглед да ја видат. Нека Господ ни помогне да и ние бидеме тој народ во последното време, кој што ќе бидеме самите по себе сведоштво за да мнозина дојдат до спасение. Амин.